кратки најави за денес. Пријавени стотици капачи кои во Охридското езеро ќе скокаат по честниот крст. Традиционална крводарителска акција Водици 2025 под мотото "Една капка може да промени се". Православие Водици, изложба на фотоклубот Охрид. Во охридските клубови се поголем е бројот на девојки кои се занимаваат со нуркање. Обединетите Арапски Емирати би можеле да бидат домакин на средбата меѓу Путин и Трамп. Дневникот започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес, по студеното утро со појава на умерен мраз, во текот на денот имавме умерено облачно и студено време со максимални 2 степени Целзиусови. Во четврток над Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од стариот континент ќе условува претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло за овој период од годината. Во крајните јужни предели на Апенинскиот и Балканскиот полуостров слаби врнежи од дожд, а во источноевропската низина врнежи од снег. Во северните и јужните предели на Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и студено време со повремени сончеви периоди. Во останатите предели претежно сончево и потопло време со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 0 до 12 степени. Во Македонија во четврток студено утро со појава на умерен мраз и ниски утрински температури кои што ќе бидат во опаѓање и ќе се движат во интервала од -9 до 0 степени. Во текот на денот ќе преовладува умерено облачно, ветровито и студено време со повремени сончеви периоди, со дневни температури кои што ќе бележат благ пораст. Ќе дува слаб југоисточен и источен ветер кој што ќе достигне брзина до 15 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од -3 до 6 степени. Во Охрид во четврток по студеното утро и температура од -3 степени, во текот на денот ќе превладува умерено облачно, ветровито и студено време со сончеви периоди. Ќе дува до умерен североисточен ветер. Максималната дневна температура ќе достигне до 3 степени Целзиусови. Во Охрид во петок и сабота по студеното утро со температура од -4, односно -6 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево и потопло време. Максималната дневна температура ќе достигне до 4, односно до 5 степени. Во недела претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од -5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 5 степени Целзиусови. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид се подготвува за богојавление водици, пријавени стотици капачи. Водата во Охридското езеро околу 9 степени. Голем број медицински тимови и нуркачи ќе се грижат за безбедноста на капачите и посетителите. Се е подготвено за најголемата црковно-народна манифестација. Богојавление водици во Охрид. Пријавени се стотици капачи покрај Охриѓани, има и верници од други градови. Температурата на водата во Охридското езеро е околу 9 степени. За безбедноста на капачите ќе се грижат 5 тимови на спасители на вода во чамци, 2 нуркачки тимови како и 6 медицински тимови за брза помош со амбуланско возило на копно. Водите на Охридското езеро за прв пат ќе ги осветува архиепископот македонски господин Стефан. На огромна радост оваа година на сите нас охриѓани и за градот Охрид и сите кои ќе присуствуваат. Ова година ќе имаме чест да изврши богојавленски водосвет неговото блаженство архиепископот Охридски македонски господин Стефан. Централна богослужба оваа година ќе биде исто така во храмот Успение Пресвета Богородица Каменско. Охриѓани со посебен пиетет го слават богојавление водици. Богослужби има во сите цркви, лити и до градското пристаниште. Духовна музика, но и греана ракија се дел од традициите. Посебно за Охрид тоа е како маркантна појава, кај што луѓето и фамилиарно и пријатели се збираат да се видат. Тие се денови за тоа. Најубав. Го славаме со посебна љубов. Од срце и душа. Да не се стрекли празници, Јас не сум православна, муслиманка. Славиме и ние со нив. Се очекува и лјадници, верници да го следат осветувањето на водите на Охридското езеро, а стотици капачи да пливаат по честниот крст. Црвен крст Охрид и оваа година активно е вклучен во одбележувањето на големиот верски празник Богојавление водици и денот на рибарите. Ке се одржи традиционалната крводарителска акција Водици 2025 под мотото "Една капка може да промени се". Во рамки на одбележувањето на големиот верски празник Богојавление водици и денот на рибарите, Црвен крст Охрид е вклучен со низа активности од областа на здравствено-превентивната дејност. На 18 јануари, сабота, од 19 до 23 часот, на пунктот поставен на платото помеѓу капетанија и ресторанот Чун, медицински тимови на Црвен крст Охрид ќе вршат основни здравствени прегледи на оние кои се одлучиле да скокаат по крстот. Од Црвен крст апелираат и препорачуваат до скокачите по крстот да ја проверат својата здравствена состојба и да се информираат за ризиците и опасностите кои постојат при капење во вода со температура од околу 9 степени Целзиусови. Традиционалната крводарителска акција Водици 2025 под мотото "Една капка може да промени се" ќе се реализира на 19 јануари, недела, од 9 до 15 часот во Центарот за култура Григор Прличев. Од Црвен крст Охрид ги покануваат сите наши сограѓани и гостите да ја покажат својата хуманост дарувајќи крв, а организаторот со поддршка на Дебарско-Кичевската епархија ќе им возврати со должно внимание и скромни подароци, информираат од општинската организација. Фотоклубот Охрид организира изложба на тема Православие водици. Во чест на големиот христијански празник Богојавление водици, Фотоклубот Охрид во недела 19 јануари организира изложба на тема Православие водици. Изложбата ќе биде отворена во изложбениот салон при Центарот за култура Григор Прличев во Охрид со почеток во 13 часот, а се реализира со поддршка од локалната самоуправа и во соработка со општинската организација на Црвен крст. Иструга се подготвува за големиот христијански празник Богојавление водици. Богослужбата во соборниот храм Свети Ѓорги ќе започне во 8 часот, од каде во 10 часот и 30 минути ќе тргне поворката кон Чаршискиот мост. И во Струга, архиепископот Охридски македонски господин Стефан ќе ја води свечената литургија и ќе го положи светиот крст во водите на Црн Дрим. Осветлувањето на водите и испуштањето на светиот крст во Црн Дрим ќе започне во 11 часот, веднаш по завршувањето на церемонијата во Охрид. Во охридските клубови се поголем е бројот на девојки кои се занимаваат со нуркање.
Овие храбри сирени ги уриваат стереотипите дека нуркањето е претежно машки спорт. 17-годишната Мила Јовановиќ 6 години се занимава со нуркање, спорт за кој многумина би рекле дека е претежно машки. Мила за прв пат започнала да нурка со својот татко на 12 годишна возраст, а една година подоцна добила и сертификат за нуркање. Таа е членка на клубот за подводни дејности Охрид и една од младите нуркачки во Охрид кој во последно време ги има се повеќе на број. Подводниот свет е магичен и секое нуркање носи свое изненадување. Многу сакам да ги наблюдувам најразличните риби. Предизвик ми е да барам стари предмети од антиката, но сега за сега има само отпад, што луѓето го оставаат зад себе. Интересот за нуркање кај припадничките на понежниот пол во последните неколку години е се поголем, велат од нуркачкиот клуб Охрид. Покрај охриѓанки има и девојки од други градови кои ги учат тајните на нуркањето. Инструкторите велат дека нуркачките се исклучително дисциплинирани и тоа што ќе го научат и совладаат при основната обука, безпрекорно го применуваат во текот на нуркањето. Многу интересно и многу безбедно со ними да се нурка. Тоа е она што ги прави различен мажите. Например, маживе може да е добар нуркач, меѓутоа не е дисциплинирано. Значи ние имаме нуркачка од Охрид, која што е рекордерка со 117 метри, со скуба дайвинг, со боци, која е изразито тешко и за машко и за поспремен нуркач да ја постигне таа длабина. Во нуркачкиот клуб Охрид има нуркачки на возраст од 14 години па нагоре. Покрај уживањето во рекреативното нуркање, тие редовно учествуваат во еколошките акции за чистење на езерското дно од отпад. Инаку за прва жена нуркач и акванаут се смета Симон Кусто, сопругата на познатиот истражувач на подводниот свет Жак Ив Кусто, која професионално се занимавала со нуркање и подводна фотографија од средината на 4-та декада од минатиот век. Представници на Интернационалната полициска асоциација регион Охрид за Василица го посетија гериатриското одделение при општата болница во Охрид. На 23 повозрасни лица кои престојуваат и се лекуваат на ова одделение им посакаа среќни празници и среќна 2025 година, при што им врачија пригодни подароци. Според традицијата и обичаите за прослава на Василица, се кршеше и питата со паричка со што се создаде вистинска празнична атмосфера. ИПА Охрид упати честитки за среќни празници и почити на целиот медицински тим на гериатриското одделение за нивната силна и безусловна посветеност во зачувувањето на здравието на луѓето за кои се грижат, информира председателот на ИПА Охрид магистар Стефан Димовски. Нашите родители, нашите дедовци и баби, нашите повозрасни предци ја заслужуваат целата љубов и почит на овој свет. Тие беа и се нашиот столб. Тие се вградија себе си и во нас, во нашиот развој и прогресот на Македонија, се вели во соопштението од ИПА Охрид. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.